Од извештајот произлегува дека јасно ни велат: престанете да носите нови закони. Значи, престанете да носите нови закони. Подготвеноста за европската агенда не значи само да штиклираме кои се закони ги имаме донесени. Законите немаме време ни да ги прочитаме, ниту ги читаат тие што ги гласаат, ниту се согласени меѓу себе, ниту имаме некој репер за тоа што значи успех на законот, што е она што го очекуваме, мониторинг никаков, евалуација ни од евалуација нема. И затоа имаме ваков извештај, јас воопшто не сум, колку и да сум тажна, не сум воопшто изненадена. Дури мислам некои места биле и благи. И Андре има право. 2012 имавме мал напредок, па 2013 одреден напредок. 2014 влошување, сега имаме назадување. Значи, појасно и поедноставно кажано, просто не може да биде. Дека немаме разлика меѓу државата и партијата, тоа ни е јасно. Сега гледаме дека и во делот на поделбата на власта прилично сме се уназадиле. Судскиот совет. Ние го сменивме системот на изборот на судии, се со цел да се обезбеди, таква беше замислата, ново тело, независно. И да кажам искрено, долго години наназад зборувам дека имаме такви независни тела, што ништо не зависи од нив. И дефиниција ми функционира. Таму 2006 година се уште е актуелна, бидејќи навистина се толку независни што ништо не зависи од нив. И судскиот совет, и советот на јавни обвинители. Гледаме во што се претворија кутриве луѓе што се нафатиле на функција која што не знаат, не се кадарни докрај да ја изведат. Знаете, сватив дека во нашата држава во незнаењето е силата. Кога ќе прочитате нешто, ќе ви се отворат хоризонти и мислите дека тоа е целата мудрост и целиот ум на светот собран. Незнаењето, на жалост, царува. Таква е состојбата со влијанието врз судството. Судскиот совет наместо да беше некој кој што требаше да помогне на судиите, нели, да биде таа главната карика, тоа е продолжена рака на власта. Продолжена рака на владата. Сега, сигурноста на мандатот. Најголемиот притисок судиите го чувствуваат токму од судскиот совет. Од ова телото што требаше да ги заштити, главниот притисок. Не од медиумите. Морам да кажам дека беше тоа парадоксални беа тие расправи пред судскиот совет, како да му кажат на овој председателов што не разбира што е судство, дека не им вршат медиумите влијание на судиите. Него напротив, токму од нив доаѓа тој притисок. Кај нас најлесно се разрешува судија. Велат судиите: не дај Боже ви го спомнат името во судски совет, толку. И Европската комисија во 2013 вели: постои тенденција, значи претходниве години, пред 2013. Ништо ние по тој основ не правиме. Дури судскиот совет да се заштити себе си и своето незнаење, ги укина јавните седници. Значи, бегањето од реалноста е само доказ дека критиката е на правиот пат. Вели, професијата е под опсада. Значи, ова се веќе квалификации кои што велам тажни сме, но се многу реални.